Radio Ravel 96 FM. 96. Radio Ravel 96 FM. Mezanin. Međuprostor na Radio Ravel. Muzička emisija Mezanin. Devedeset šest FM. Mezanin. Jedan, dva, tri. Mezanin.
Добро вечер и добре дојдовте во новото издание на музичката емисија на Радио Равел Мезанин. Ми се чини дека вечерва одиме по 156 пат во етерот над Скопје. Започнавме со првиот сингл од новиот албум на String Forces Silky Way или Свиленка спад. Јас сум ти кој изминативе месец-два го слушавме комплетно на 96 FM, што значи дека вечерва во следните 2 часа во меѓупросторот на Радио Равел ќе доминираат токму String Forces. Причината е нивната промоција на третото студиско остварување која требаше да се случи вчера во градскиот парк на отворениот простор наречен Школка, меѓутоа поради временските неприлики, веројатно момците и девојките не сакаше ги фати струја, тие го преодложија овој настан за утре исто така во 17 часот во градскиот парк, така што ова е одлична прилика да направиме малечка предпромоција на албумот, преслушувајќи го во целост, но тоа ќе го направиме по 23 часот. На почетокот, чисто како најава, го слушнавме првиот сингл Јас сум ти. Инаку по повод преслушувањето на новиот албум на String Forces Свиленка спад, ќе се обидеме да стапиме телефонски во контакт со Доријан Јовановиќ, кој ми се чини дека токму во овие моменти се наоѓа на проба, но ќе го извлечеме од таа проба. Ми се чини дека до сега требало да ги извежбале материјалот за утре треба да го исвират. Повеќе информации за утрешната промоција малку подосна, значи вечерва комплетно одиме со македонска музика. По најавата со синглот Јас сум ти, сепак малку го вртиме звукот. Мугер Фугер неодамна, пред околу месец и половина или 2 месеци, го издадоа своето второ студиско остварување, еднословно насловено како Мугер Фугер 2. Како одминува времето, овој материјал се повеќе влага во увце, а можеби и во срцето, па токму затоа вечерва во Мезанин повторно одиме со Мугер Фугер во ведните 4 теми: Long Pass, BMV, Гаврило Принцип и Мугер Фугер 2 од истоимениот албум на овој скопски ден. Одиме.
96 FM. Мезанин. Еден, два, три. Мезанин.
מזנין, מזנין, מזנין. Следите 156-то македонско издание на меѓупросторот на Радио Равел насловен Мезанин. Вечера во главна улога String Forces со нивниот најнов албум кој се уште не е официјално пуштен во продажба, тоа веќе ќе може односно албумот ќе може да се купи веќе од петок, бидејќи официјалната промоција е утре на школка. Но на почеток сепак ги слушнавме Мугер Фугер со нивното второ студиско остварување кој излезе пред околу 2 месеца. Слушавме 4 теми од него, а продолжуваме со Фолтин, битолскиот бенд кој исто така неодамна, некаде кон крајот на 2005 година, го издаде своето четврто студиско остварување насловено Лолита. Одамна не сме ги слушнале Фолтин во Мезанин, токму затоа одиме со трите теми кои го затвораат ово остварување: Гарнета, Прсти прсти и Милица. Ова се Фолтин. Врвот на јазикот минува пат, пат од 3 степени по небце
što ke mine prvot na jazikot minuva pad i na kaevo zavite ke lupne garneta tu. I want to show there's so many things about Lena Milena Janam Liljana. I want to show there's so many things about prvot na jazikot minuva pad pa to 3 stepeni po nepce to ke mine prvot na jazikot minuva pad i na kaevo zavite ke lupne garneta tu. I want to show there's so many things about Lena Milena Janam Liljana. I want to show there's so many things about jazikot minuva pad pa to 3 stepeni po nepce to ke mine prvot na jazikot minuva pad i na kaevo zavite ke lupne garneta tu. I want to show there's so many things about Lena Milena Janam Liljana. I want to show there's so many things about Lena Milena Janam Liljana. I want to show there's so many things about Lena Milena Janam Liljana. I want to show there's so many things about mezanin. prsti. da su vigorat koludi, barem što to suvo, to da goreše i surato. Lisijata su vigorat koludi, barem što to suvo, to da goreše i surato. Lisijata su vigorat koludi, barem što to suvo, to da goreše i surato.
suvi горат полуди, барем се да суво, то да гореше и сурато. Лисията суви горат полуди, барем се да суво, то да гореше и сурато. Лисията суви горат полуди, барем се да суво, то да гореше и сурато. It seems that when I play, I make love to my little clarinet, and she probably screams. It seems that when I play, I make love to my little clarinet, and she probably screams. Еден, два, три. Мезанин. Ай, дали знаеш, паметиш милица, кога си певна, малечки, кога си певна, малечки милица, кога се двајцата љубевме. Милица, милица, ај дали знаеш, паметиш, се сеќаваш, Milica, Milica, voči čodo gradinče. Aj da li znaš, pametiš Milica, koga si bevme, malečki.
Кога се двајцата љубевме милице во чичовото градинче. Милице, милице, ај дали знаеш памети? Милице, милице, во чичовото градинче. Дали знаеш, паметиш милице, кога си бевме малечи, кога се двајцата љубевме милице, трендафил цвеќе цутеше. Милице, милице, ај дали знаеш, паметиш се сега. Милице, милице, трендафил цвеќе цутеше. Милице, милице, ај дали знаеш, паметиш се сега. Милице, милице, во чичовото градинче. Слушнавме Мугер Фугер и Фолтин и конечно време е да се завртиме кон бендот String Forces, кој утре уште еднаш ќе напоменам во 17 часот ја започнува својата промоција на школка во градскиот парк. Ќе може да го преслушате во една поинаква варијанта со Челгаджевски оркестар, дел од Пеце Атанасовски, нивниот нов албум насловен Silky Way или Свиленкаст пат. Но пред да преминеме на преслушување во целост на нивното ново остварување, сепак ќе направиме еден малечок вовед со нивните два претходни албуми кои во неколку наврати сме ги преслушале и во оваа емисија. String Forces датираат таму некаде од 98-та година, барем што се однесува до албумите. Бендот е формиран малку порано, 95-та. Од јануари до ноември 98-та година бендот во состав Сашо Трендафилов гитара и вокал, Алфрида Тозиева виола и клавиатури, Владко Икономов тапани, Доријан Јовановиќ бас, стик, вокал и сајзер и Јелена Брајовиќ вокал, како и Елена Мановска пратечки вокали, ги создадува првите 11 песни кои беа сместени на албумот едноставно наречен String Forces. Значи токму 98-та година беше почетокот на студискиот дел од приказната на String Forces. Тие во меѓувреме овие 8 години навистина направија многу концерти во нашиот град, во нашава држава и надвор од неа, така што ми се чини дека се стекнаа со голем број на почитувачи на нивната музика, кои се надевам дека од петок па натаму ќе го купат нивниот нов албум и ќе уживаат во нивното трето студиско остварување. Токму од првиот албум на String Forces ќе ги чуеме првата тема која воопшто ја отвара нивната кариера, насловена Sensi, а потоа ќе чуеме и Up on the River, за потоа да скокнеме на нивното второ студиско остварување насловено Изохронија, кое е снимано и миксано помеѓу 13.8.2001 и 21.11.2001, значи по 3 години од првиот албум. String Forces легуваат во студио и го снимаат нивното второ студиско остварување со мали промени во поставата. Вториот албум пред се го изработи Александар Стојанов, Алфрида Тозиева, Доријан Јовановиќ, Благој Чепенов
и новиот вокал Александра Мангаровска-Миличевиќ, која фигурира и на нивното трето студиско остарување Silky Way. Од Изохронија исто така ќе чуеме неколку теми пред да преминеме на новиот албум на String Forces. Ќе ги чуеме Водиме, првиот и вториот дел, а и нивниот голем хит од овој албум Каде бегаш. Значи правиме еден фин малечок вовед со неколку теми од првите две остарувања на String Forces пред да преминеме на нивниот нов албум Свиленка спад. Одиме. Еден, два, три. Мезанин. Mezzanine, mezzanine, mezzanine.
Ima li glavina, ne li je površno sekogaš pogrešno to, nekogaš go birame, pomeram na svojite detski prikazni, za godini napišani. Devedeset FM Mezanin.
Мезанин, мезанин, мезанин. Sluša me, nevistini pričini, kad sme letele, a ja sporува me, a sami ne se sluša me, tišina ta, da son od ne prekrije, kad sme molčile, a ja ništa to ne ti zgrešilo, kada te gaš, meni gledaš, i ja se divo, to je sve ne pripada. Kako kesme nije čistli, kao karosa, tamo krugo se kačle. Posakува me akcija slučune, nudi me transparentno trune, kaj se spasi me, a ja sam ja. Prečete od nas ne se odkažuva, drugi pajki me ne zalažuva, kaj ostane me, a ja sam ja. Ništa to ne ti zgrešilo, kada te gaš, meni gledaš, i ja se divo, to je sve ne pripada. Kako kesme nije čistli, kao perosa, tamo trulo se kačle. Ništa to ne ti zgrešilo, kada te gaš, meni gledaš, i ja se divo, to je sve ne pripada. Kako kesme nije čistli, kao perosa, tamo trulo se kačle. Kada te gaš, meni gledaš, i ja se divo, to je sve ne pripada. Kako kesme nije čistli, kao perosa, tamo trulo se kačle. Бакни го звукот. Мезанин. Часот и 2 минути навлегувме во вториот дел од вечерашното 156-то издание на Мезанин. Конечно дојдовме до новиот албум, новото остварување кое утре ќе се промовира во градскиот парк. Silky Way или Свиленка спад на String Forces, нивно трето студиско остварување по ред. Овој пат се работи за Александра Мангаровска-Миличич, вокали, флейта и зборови, Алфрида Тозиева, виола и вокал, Доријан Јовановиќ, стик, худ, семплови, програмирање и шумови, исто така и зборови, Александар
Александар Стојанов вокал, зборови и гитара, Ивица Јанкуловски звук, семплови и програмирање. Оваа петорка веќе одредено време го подготвуваше ово остварување кое има вкупно 19 теми на број. Излегувањето на Silky Way беше голема мистерија, се најавуваше за почетокот на 2006, па потоа таму некаде за март и конечно еве утре ќе се промовира официјално, може да се купи од петок во сите подобри музички продавници во нашата земја. Инаку планот ми беше да се чуеме со Доријан Јовановиќ телефонски да направиме еден малечок муавет вовет за ова ново остварување на String Forces, меѓутоа Доријан реши да дојде да не посети во студиото на Радио Равел уште поубава варијанта, така што додека го чекаме ќе уживаме во првиот дел од Silky Way. Одиме со темите Етер, Зар, Ако никој не свири, Боли рана, Етида број 2, 1000 бои, ќе видиме уште колку ќе чуеме во меѓувреме. А инаку ова остварување има фини меѓу теми кои ќе ги чуете помеѓу овие што ги најавив. Станува збор за една фина интервенција на бендот. Ајде да видиме за што се работи. Одиме со Свиленка спад, третото студиско остварување поред на String Forces, кое момците и девојките од овој бенд ќе го промовираат токму утре во нашиот град. String Forces. Еден, два, три. Мезанин. But TV, insofar as it drives people inward, is driving us in the direction of the Eastern world. And just as the East goes west, we go east.
people. The loss of identity is very disturbing. מזנין, מזנין, מזנין. Devedeset i šest FM. Mezanin.
מזנין, מזנין. The audience participation is part of the TV medium. Eden, dva, tri. Mezanin. Eden, dva, tri. Mezanin. Daj mi raka.
И супер, го преслушуваме новиот албум на String Forces, кој утре официјално ќе биде промовиран. Доријан стигна во нашето студио, супер, здраво Доријан. Долета. Па не, подобро е вака, во живо, отколку на телефон нешто, па крчи, па рекламираме мобилна телефонија, тоа е без везе. Доријан, добре дојде во студиото, кој е веројатно добро го познаваш, бидејќи во Скопје Парис Тексас од време на време влетуваш кај Љупча. Од време на време често. Од време на време често, да. Па добро, ама ти имаш разни проекти за тебе, знаеш, така што супер, вако. Profundos испадна дека е прилично агилна издавачка куќа. Агилна, ако може така да се каже. Не, бидејќи во последно време навистина излегуваат неколку квалитетни производи од таму, што веројатно тек треба да излегуваат, и така да го почнеме малку со Profundos. Грен Дени, знам дека не сакаат да издадат официјален носач на звук. Не сака. Меѓутоа од време на време добиваме нешто од нив, Васко ни дава, ги слушаме, така што интересен проект е. Трудиме таму да разбиеме некако шема, дека има албум, па нешто го издаваме, па не знам промоција, па концерт, па десно, тоа друг го правиме. Форма да може да експериментираме колку можеме да експериментираме. До кај можеме да отидеме, па кај ќе стигнеме да ги видиме. Ама прилично разбивате шема. Еве мене многу интересен момент ми е утре промоцијата. Се отварате тотално пред музичките новинари кај нас. Пред сите за Пред сите, да. Како го замислувате тоа? Муабет чисто онака face to face, доаѓате, правите муабет, се вклучуваат ова она. Најверојатно и провокации за да излечеме повеќе муабет, повеќе прашање да излечеме за нас. Во однос на материјалот, веројатно го поделивте, имаат можност да го преслушаат во меѓувреме, па коментарите највеќе да бидат за материјалот. Па, би сакале најмногу да бидат. Ама зарем не постои кај вас оној уметнички, егоистички момент, не ве слушаме, ние снимаме, па ако ви се допаѓа, ви се допаѓа. Ние тоа, да кажеме, сме го направиле, така, ние си го правиме. Сега е другиот дел од приказната, значи публиката и новинарите. Па, еве, онака, што рече, face to face можност да се сретнеме. Може да го бараме руки таму. Нема, мене ми изгледа малку како ќе се собираат онака во кругче и вие ќе правите муабет и сите ќе слушаат суштото. Ја, има микрофони, па. Тоа ќе биде масовка. Браво, супер. Па добро, тука е Трифон Костовски прискива бараките. Може ќе добро нека порека да него. Добро, како беше, значи, дори не ве го издававте албумот и што сега? Добро прашање. Се надам нема утре да добивате. Одговорам. Се надам утре нема такви прашања да добивате. Тие се најубавите прашања. Онакви општи да не знаеш од кај да почнеш. Добро, Свиленка спад, долго време го подготвувавте, цела 2005 имаше никој најави, јас претходно кажав ќе излезе на почеток на 2006, средина, март, септември, па декември. Добро, на што се должи тоа? Сепак материјалот мислам дека беше во поголемиот дел подготвен. Вие знам дека сте перфекционисти во Profundos, дали можеби на тоа се должи? Па се дали до Profundos, дали до нас самите, нешто до пари. Мислам, многу приказни има Македонија, прашање, така што не можеш лесно да го направиш, колку год да сакаш и колку год да си сакаш да си, мислам. Не ја разбиваме таа тажна приказна. Да. Не сме песимисти и се нешто се жалиме на сите. Дел од материјалот беше готов уште 2003 да кажеме. Значи ние и кога правевме као некаква турнеја од 2004 практично поголем дел од материјалот си виревме таму веќе, да кажеме, го свирувавме и па се случуваа промени, нели, Благовиче, тоест Пенчо си отиде. И онда дојде и дека и Елфрида ќе си отиде и тогаш беше практично нели ножот сега мора да го сниме. Че Елфрида си оди, тоа мора да го завршиме сега. Елфрида се уште во Бразил? Не, сега во Њујорк. Во Њујорк? Да. И така што грото од материјалот е снимен крај на 2004, почеток на 2005. Значи костурот 95% е снимен тогаш, со се некои песни што ги нема на албумот. Мене од секогаш String Forces ми биле интересен бенд поради моментот што секогаш се крие приказна зад некој албум. Да не одиме со оној голем збор концептуално, ваква, онаква, ама сепак се крие приказна. Што е приказната зад Silky Way? Еве да почнеме од самиот томот. Има некои координати, каде се наоѓаме, што се наоѓаме. Ќе се навратам и на еден извадок од вашиот втор албум Изохронија, каде што велите дека во нас
постојат корените и ние треба да ги негуваме и да ги надградуваме. Колку таа приказна се продолжи на третиот албум, и колку нови моменти има во повеќе ја третиот. покажавме тука таа приказна. Таа приказна беше као наговестување на ова. Така да. Од прилиги, значи ако она беше преодна фаза, овде е таа приказна, да кажеме, да ја исполниме на некаков начин. Сега координати, значи ти го кажа Silky Way. Да кажеме, тоа е една од поидовните варијанти. Значи Silky Way кога ќе кажеш, те асоцира сигурно на Milky Way. Значи нешто сладко, убаво, сладолетче, ладничко. Онда имаш Silky, нели, ако е свиленкаст, нели, тоа е мазно, исто пак убаво. Нежно. Не на нежно ми асоцира. Музиката, не. Значи, тоа е едната од, да кажеме, приказните свиленкаст, па другата приказна е, нели, ако како некаква инспирација земавме чалгијата како музика, како можда не секаде да се вика чалгија, меѓутоа како форма постои од тука до Индија. И тоа е тачно практично свилениот пат, тој случај. Патот на свилата. Патот на свилата, да. Така што тоа е една друга приказна за тоа. Ја не сакам многу да ги објаснам, мислам, Аце е подобар тука. Јас сум така. Ја може да забегам. Тоа се две варијанти сега. Омотот кој го направи омотот? Милчо Серафимовски, кој што денеска се замина за Австралија. Тоест Нови Зеланд. Forever. Значи и ова е практично исто дел од народен вез, значи ова е срма практично што го гледаш тука и само една интерпретација на Милчо. И тука има таа, нели, нежност, мазност, убавина. Дојдовме до 15-ката, така се договоривме со Дурија, не веќе откриеме една тајна. Ај сепак ќе ја чуеме темата Скриено убавино, која Дурија рече обавезно мора да ја пуштиме премиерно во Мезанин, а потоа ќе го продолжиме муабетот. Малку одиме неврзано, ми се чини дека е добро сега да се, нели Дурија? Океј, одиме со Скриено убавино. Mezanin.
1, 2, 3. Мезанин. Океј, имаме уште 5-6 минути, Доријан Јовановиќ уште тука со нас, брзо да кажа кој е брзо зборот. Доријан, мене ми се допаѓаат овие меѓу теми, втората, четвртата, шестата, осмата, десетата, да. Зашто се работи? Фин премин се помеѓу она што сте сакале да го кажете, да ги наречам со главните теми. Па, тие се као некаков фон на албумот, значи, бидејќи гледаш прилично се со шумови, кои што се практично природни шумови. Значи, каде музиката се спушта полека, каде што упаѓа, нешто што останува по целиот тек на албумот. Значи, ако си ги избереш тие песни, имаш амбиентален албум практично. Создава атмосфера. Тоа е практично едно парче музика од некои 20 на минути, 17-18 минути, кое што е само разделено у делови за да ги спои песните. Во соработка со Брајан Ино, веројатно. Од прилики. Супер. Ајде малку утре баш ни се поводи моментов, уште еднаш за промоцијата. Знам дека ќе отсвирите дел од материјалот во акустична варијанта. Не во акустична. Не беше во Значи, акустична. тоа е многу... Бидејќи во печатените медиуми нели излезе. Ето сега, тоа е тој проблем, нели? Премногу фиоки имаме и се сакаме у некоја фиока да бутнеме. Значи, баш за да го избегнеме, тој момент сега акустична варијанта или да го свириме онака како што го свириме во живо, као бенд, нели, петорица на сцена. И направивме комбинација, практично, значи, ние, петорицата, како што се свириме, плюс тој што е челгискиот ансамбл при оркестарот Петца Атанасовски, значи, тој е малце поголем ансамбл, тука има два канона, еден канон ќе има два кларинета, два ута, плюс ќе гостува Ристо Солунчев на Иви, тој е електронски инструмент, плюс еден поголем хор од мешан хор, машки и женски. Така што се заедно сме некои 23 души, мисля, че има сцена од прилики. Па тоа е прилично... Така, гломазно. Големо, да. Ја го викам оркестар стринг фрст. Дали може би тоа е новата насока на бендот? Не верувам, тоа е тешко да го одржиш како такво, меѓутоа ќе се чујат песните знаеш, во една друга варијанта. Не е се акустични само, бидејќи тука има тапани, има стик, има чело, има електронска дуваљка. А од друга страна па не е ни потполно акустично, затоа што не се сами они. Така што нова димензија. Зашто се одлучите за таков настап, бидејќи сепак провеуваат доста електронски елементи, ако може така да ги наречам низ албумов? Па да, меѓутоа мислам дека нели ова е едната представа на тој материјал. Значи, да кажеме дека на некаков начин сакавме да малце по-радикално тоа како таа музика, значи ако ние сме земали дека челгијата ни инспирација, како сме ја транслирале у некој денешен поглед и заради тоа е одбрано да тоа биде така електронски во голема мерка. А овде сакаме да ги представиме тоа, да кажеме, малце по природното светло. Истите тие песни, да се видат колку се песни уствари. Да, пошто се работи за настап во живо и зашто имаш публика пред тебе, нели, тоа е тоа. И нема да бидат само, значи, тука ќе бидат фактички повеќето нови, освен една стара, колку да имаме референца по нешто друго. Супер, да. Ај, вака едно лично прашање. Кој проект тебе најмногу ти лежи на душа, се тоа што го правиш? Во моментов? Па, како беше овде и сега? Да, се менува тоа, знаеш, мислам. Има период у кој што Гремдени ми е прилично сакан, да, избор. Заради слободата. Да. Мислам, слободата дека е тоа импровизација, дека си во некои така прилично широки рамки. Друга страна, се сакам и акустичниот израз, да кажеме, тоа што е калдрма, или тоа што ќе биде челгискиот ансамбл при ОПА. Меѓутоа, мислам дека најверојатно ова цело време си држи свое, онака како нешто кон кое што најрадо ќе се вратам у некој момент. А и прво е веројатно, нели, ако не се лажам, или не е прво? У кој смисол прво? String Forces. Во однос на сите вие, да, прво. Да, наназад години сето тоа. Предходно. Така, да. Не, зашто... Ако не идеме толку далеко, немој толку далеко. Не идеме толку далеко, да. Зашто
String Forces сепак се повеќе луѓе кои треба да функционираат заедно. Јас повеќе Грендини ве гледав во медиум настапот, сепак може таму повеќе и индивидуалниот израз да дојде на површина отколку сепак се двајца, знаеш, на сцена, двајца на сцена се малце во некој поглед, нели? Треба да многу фокус има на двајца луѓе, значи имаш многу време, што би се рекол. Така. Сега од целата таа електроника и сето тоа излегува така како што излегува. Значи, практично се импровизирано и многу нормално дека останува на нас двајца. Значи, ние сме тие кои што го држиме тоа така. Кога е група, знаеш, секогаш имаш прилично одредени улоги. Имаш бубњар, имаш басиста, имаш пејач, пејачка, солиста некаков и тоа се веќе некакви улоги предодредени. Да, предодредени, меѓутоа еве вие со ова експериментирање утре за настапот, сепак не се задржувате во тие одредени рамки, туку еве не експериментирате, туку некако доаѓате до спојување со останатите, ќе имате хор, ќе имате нели нешто така што пак е експериментирање на некаков начин, знаеш, да споиш толку акустични инструменти со електронски бубањ. Тоа онака ти се што се ова да правиме. Ама добро звучи на крај. Супер. Добро, ние малку веројатно излеговме од рамките на сето она што требаше да биде. Ќе оставам простор за прашањата утре. Да, може така, да. Не бидејќи обично класичен муавет за нов албум на домашен бенд, има одредени прашања како треба тоа да тече. Меѓутоа вечерва ајде да кажеме дека импровизиравме. Мислам дека вака ќе се куцнеме за да се чуе. Мислам дека добро испадна. Океј, останува до крајот да ја чуеме уште последната тема која го затвора свиленка спад до езерата. Доријан, благодарам за гостувањето. Уште еднаш утре од 17 часот. Знам дека ќе направите добра свирка, дека тоа ќе биде комплетно добар настан. Се гледаме таму. Океј. Is there a profound relation between music and speech? Is there a profound relation between music and speech? Is there a profound relation between music and speech? Mezzanine. Goodbye.
Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Музичка емисија. Мезанин. 96 FM. Мезанин. Тука некаде 12 часот и 5 минути го завршуваме вечерашното 156 издание на Мезанин. Успеавме да го фатиме Доријан со муабет во живо и најава на утришната промоција на String Forces од 17 часот во градскиот парк на Школка. Бидете таму, ќе биде интересно. Чао, се слушаме следната среда, повторно од 22 до полноќ, а репризата на ова издание е во сабота од 21 до 23. No Britannia Hotel.